надлежен за безбедноста во сообраќајот е Министерството за внатрешни работи, не е обвинителството и не е судството, кои што биле должни да вршат контроли и да спречуваат потенцијални несовесни возачи. Судот и обвинителството тие санкционираат сторено кривично дело. Тие не превенираат. Основната функција на полицијата е превенција од кршење на закон. Првата одговорност, непосредната одговорност, мора да се бара и кај надлежните, кои што не превенирале во тој момент. Имале безбедносни пропусти во сообраќајот, како што има и денес. Имаше и во понеделникот прегазена девојка од ДКК Дајмонд. Имаше и денес мајка со... Имаше двојно убиство во Волково. И тука полицијата има превентивна улога. Избегал пациент од психијатриска болница. Во Прилеп, службеничка е тешко ранета со огнено оружје во ногата и во стомакот. Во државна институција не може полицијата да нема оперативен податок дека тоа и тоа лице е незадоволно од работата на таа и таа службеничка и сака да го направи тоа. И веројатно ќе направи, држите го на присмотр. Тука е пропустот кај органите на прогонот, тоест органите на репресија. Денес со условна казна беше пуштен на слобода. Да. Лекар кој што заради лекарска грешка му почина дете. Оземал живот на бебе. Да, законот за кривична постапка нуди можност за медиација, меѓутоа за тешки кривични дела во кои има обвинителот доволно докази да го осуди обвинетиот, во тој случај обвинителот нема никаква обврска или потреба да седнува на спогодување. На спогодување седнува кога обвинителот нема доволно докази. Овде имал. Ова спогодување е ништо повеќе освен вршење работа, да му учини. Така да, овој систем со кој што во моментот владее оваа политичка гарнитура, жалам, ама не само што потврли, туку дополнително се распадна.